Една од најзначајните институции на Европската Унија е Европската инвестициона банка. Европската инвестициона банка е направена со Римскиот договор 1957 година. Они пред тоа имало дискусии во Европската Унија дали да се прави таква банка, бидејќи постоела Светска банка, меѓутоа таа Светска банка е со седиште во Соединетите Американски држави. Таа и сега си постои. Таа си постои нормално, меѓутоа тогаш носат одлука да се направи Европска инвестициона банка. Што прави Европска инвестициона банка? Таа овозможува, односно обезбедува рамномерен регионален развој во рамките на Европската Унија. Што значи? Минхен е развиен регион во Европската Унија. Меѓутоа некој некој регион во например околу Наполи во Италија не е развиен на тоа ниво. Европската инвестициона банка се користи за да дава кредити и гаранции за кредити, за да може да се инвестира во инфраструктурни проекти, во проекти за заштита на животна околина, во проекти за развој на иновации и во проекти за развој на нови бизниси, особено на мали и средни предпријатија. Членките на Европска Унија тоа го користат во голема мера. Например, ако ја земеме 2019 година, Европска инвестициона банка има пласирано околу 500 милиарди евра, што се огромни суми. Тие имаат аранжмани и со земји кои што не се дел од Европската Унија, значи има и во Јужна Америка, и во Азија, и Македонија користи дел од тие средства, меѓутоа тие не се на ниво за да може да обезбедат. Така е. Што сакам да ви кажам? Вие кога транспортирате стоки, тогаш многу важни се коридорите. На нас колку години ни требаше да го направиме коридорот север-југ? Значи требаше да поминат огромен број на години за да ние север-југ го довршиме. Меѓутоа ние се уште го немаме коридорот исток-запад. Зашто се важни коридорите? Не се важни коридорите да вие отидете од Скопје во Ќустендил или од од Штип во Банско да скијате. Важни се и за тоа. Меѓутоа вршат работа и за тоа. Тие се многу важни за пристап до големите пристаништа. Така. Бидејќи најголемата трговија се одвива во големите пристаништа. И каде се големите пристаништа? Имаме на југ од нас, тоа е Солун, кај што доаѓаат бродови преку Пиреја. Меѓутоа на исток имаме големите бугарски на исток ги имаме големите бугарски пристаништа, што се Бургас, Варна и така натаму, и на запад ги имаме албанските пристаништа. Ние нив практично не ги користиме. И ги имаме црногорските пристаништа. И тие практично не се пристапни, не можеме. Доколку вие имате пристап до повеќе пристаништа, ќе може да има побрз проток на стока, ќе може да добивате подобри цени. Бидејќи едно од основните правила во преговорите во бизнисот, па и во било кои преговори е колку страната има опции што преговара. Ние кога се збори за транспорт на стоки по морски сообраќај, со Азија транспортот се одвива комплетно по морски сообраќај, ние имаме избор само Солун. Тоа е тоа. Затоа се важни тие коридори. Европска инвестициона банка инвестира во такви коридори. И затоа јас сум еден од оние кои што уште од првиот момент како што е и мнозинството македонски граѓани, бев адвокат што ми се рекло на Македонија да стане членка на Европска Унија, да ги отпочне реформите и да еден ден можеме сите да прославиме, и тоа ќе биде добро прво и за нашата генерација, меѓутоа ќе биде секако добро за сите наредни генерации.